Заедничката инвестиција на сопругата на премиерот Елена Ковачевска со четворицата други косопственици во компанијата Сол Груп 5 до Скопје за изградба на фотоволтаична централа во Радовиш ке ги чини околу 1,4 милиони евра. До оваа сума АЕД стигна врз основа на груба пресметка од домашни компании кои се занимаваат со инсталирање на вакви енергетски капацитети. Цените на пазарот кои се вртат во Македонија се движат од 700 до 800 евра за монтиран киловат час. Централата на Сол Груп 5 е со предвидена мокност од 1,8 мегавати. Математички се доаѓа до сумата од околу 1,4 милиони евра. Инвестицијата на Сол Груп 5 влегува во категоријата капацитети од 1 до 10 мегавати, во која има поинаква процедура за инсталирање во споредба со централите на 10 мегавати. Изработката на урбанистички проект вклучува ревизија и купување на земјиштето. Потоа, потребно е добивање согласност од ЕВАНА за приклучување кон мрежа, при што компанијата плаќа одредени трошоци. Следува барање и одобрение од општината за изградба на земја, при што компанијата треба да плати комунали и други трошоци. Во случајот со Сол Груп 5, од општина Радовиш не добивме одговор дали барањето од компанијата е веќе поднесено. Откако општината ќе даде решение за изградба, лиценцирана компанија гради на терен. Паралелно со оваа постапка, компанијата треба да побара во регулаторната комисија за енергетика и лиценца за производство на струја, при што се плаќаат одредени трошоци. Цената за изградба на соларна фотоволтаична централа на земја е малку поскапа од онаа на кров поради металната конструкција која чини многу и нејзиното поставување, а претходно и самото уредување на земјиштето. Можните трошоци кои Сол Груп 5 би ги имала кон компанијата што би градела на терен се во делот на процесот на поставувањето на каблите во земја, оградувањето на просторот, камери, осветлување. Откако ќе се добие дозволата за градење, капацитетот може да се изгради во период од 3 месеци, велат експертите. Дури во најцрното сценарио за компаниите, кога цената на пазарот би била 100 евра за мегават час, годишниот приход би бил 300.000 евра. Според нивните проценки, за 6 години со сите вкалкулирани трошоци, инвестицијата ќе се врати, а после 6-та година ќе носи профит. Откако АЕД објави дека сопругата на премиерот Елена Ковачевска влегува во бизнисот со електрична енергија, се огласи и првиот човек на владата. Дали е тоа само нејзин бизнис или може би е ваш семеен бизнис? Тоа е нејзина инвестиција која што има направено со своји сопствени средства. Значи без ваша помош? Па без моја помош, зашто би имала помош од мене во таа работа да инвестирате средства? Па да, меѓутоа тоа е инвестиција која што може секој граѓанин на државата да ја направи и голем број на граѓани инвестираат средства во приватни компании. Вие се обидовте да направите алузија дека се работи за наша инвестиција, не, се работи за инвестиција на мојата сопруга, што е дозволено според закон. Јавното дистанцирање на премиерот од сопругата за нејзината инвестиција го отвора прашањето и за финансиската моќ на Ковачевска за влезот во енергетскиот бизнис. Уделот на Ковачевска во компанијата за струја, кој е пријавен во анкетниот лист на премиерот, изнесува 62.000 денари. Освен собственоста во Сол Груп 5, на име на Ковачевска се впишани побарувања за даден заем од 3.000 евра, две трансакциски сметки, за која едната нема податоци, а на другата се пријавени 193 денари, како и орочени денарски депозити во вредност од 67.511 евра. Дури хипотетички, инвестицијата од 1,4 милиони евра да се подели помеѓу сопругата на Ковачевски и останатите сопственици, математички излегува дека влогот би требало да изнесува меѓу 250 и 300.000 евра. АЕД се обрати со прашања до владата наменети лично до премиерот Ковачевски, од каде неговата сопруга ќе ги обезбеди парите за вложување во изградба на фотоволтаична централа. Дали сепак премиерот финансиски ќе помогне во инвестицијата на сопругата или пак таа ќе подигне кредит од банка? Одговори од Ковачевски не добивме ниту во писмена форма, а премиерот не сакаше да застане ниту пред камерата на АЕД, медиум кој првично и ја објави историјата. Господин Ковачевски, Петар Клинчарски, АЕД ќе може едно праше? Ја завршив со пресконференција, така да кога ќе имаме пресконференција во текот на наредните денови, испративме прашање и до владата, меѓутоа не добивме никакво прашање. АЕД претходно објави дека компанијата Сол Груп 5 до Скопје има 5 сопственици. Покрај Елена Ковачевска, удел во нејзе има и Димитар Тренчев, лице кое претходно и ги продало парцелите на која компанијата ќе гради. Како сопственик се појавува и Кирил Паунов, синот на кумот на Ковачевски, кој е и управител на компанијата.
Собственичка е и Светлана Тунџева, сопруга на директорот на Агенцијата за катастар за недвижности Борис Тунџев. Адресата која е наведена како седиште на Сол Груп 5 до Скопје, на терен е и седиште на компанијата на Тунџева, Геопроект Инженеринг Дуел Скопје и Фет Соларис. Последен на листата е Здравко Тумбовски, татко на контроверзниот бизнисмен Загорац Тумбовски, кој беше поврзан со аферата Каса Прими и давањето на половина милион евра на рака на тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска.